Со денови добивал интензивни закани по животот, одлучил да побара азил во странство, но никогаш нема да отстапи од македонската кауза. Подводневна полициска потрага денеска на Facebook профилот кој поранешниот премиер Никола Груевски го користи подолго време. Осамна порака дека тој не е во земјава и дека во обид да се заштити од прогон и евентуално насилство заминал во земја членка на Европската унија. Во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да отстапам. Не е јасно дали Груевски самиот го напишал овој статус или можеби тоа го сторил некој друг во негово име, а од унгарското МНР се уште нема потврда дали навистина побарал политички азил. Од МВР пак соопштуваат дека тој не ја минал границата на ниту еден од легалните премини. Почесниот председател на ВМРО ДПМН е во текот на целиот изминат период повторуваше дека е жртва на политички прогон од страна на непрофесионално и корумпирано обвинителство, како и дека случаите против него се монтирани со цел да му се наштети нему, но и на политичката партија која долго време ја водеше. Груевски инсистираше и дека власта сака по секоја цена да го стави во затвор, а одлуката за 2-годишна казна поради набавка на службениот Мерцедес ја нарекуваше трагикомечна. Впрочем, иако премиерот Заев тврдеше дека блиндираниот Мерцедес ќе биде продаден за да се набават амбулантни возила и сега се користи за превоз на високи гости кои доаѓаат во официјални посети на земјава, како и за други намени кога тоа го пропишуваат строгите протоколарни и безбедносни стандарди. Одбраната на Груевски инсистира дека и покрај тоа, за разлика од други лица кои се обвинети за многу посериозни дела, судот во рекорден рок го прогласи нивниот клиент за виновен и потоа експресно му ги одби сите жалби и барања за пролонгирање на ослужувањето на затворската казна.